Спортистите го започнуваат денот, што за нив е избор за појадок и колку има вистина во тоа како ќе го започнеш денот, такво течение ќе има и како ќе биде дента, утре дента, како ќе биде и во делот на расположение, во делот на нутритивни вредности со кои што ќе го наполните организмот, така ќе биде и текот на денот. Ајде да видиме. Добро утро официјално. Добро утро. Вистина ли е тоа? Мислам дека 99% да. Добро, теа искоментиравме дека утринава стана многу рано. Да. Во 4 часот. Да. Јас пиев кафе, но ти спортуваш. Да. Да, за да можеш да дојдеш на емисија денеска. Тоа е твојот избор за старт на денот. Спорт, што појадуваш и кога појадуваш? Вака, бидејќи сега сме во фаза на подготовка за Скопскиот маратон, односно за дисциплината полумаратон, 21 км, сакам, сме во тренинг процес, до сегашните трки сите ми беа подготовка за тоа што следува на 5 октомври, па затоа Сабајлево рано станав, вчера имавме тренинг трка со мојот тренер, решив Сабајле дека подобро ќе се чувствувам да истренирам и да дојдам на емисија и да со чиста глава и со бистар ум да разговараме овде, бидејќи така се чувствувам најмногу своја. Најчесто појадувам овес со протеин, со банана, значи има сите нутриенти, путерот лешник, како што ја слушавме, нутриционистката баш ми се допадна тој момент. Сите потребни нутриенти ми се состојат во тој оброк после трчање. Тоа за тебе е гориво за успешен ден. Да. А за тебе, Филип? Ја, например, денеска не станав да трчам, го одложив тоа за попладневните часови, но секако доручував и си го направив својот протеински оброк, особено кога имаме подготовки пред одредени трки. Се трудам да одржувам што поздрава исхрана, да има еден балансиран тек на работите заедно со тренинзите, така да јас денеска исто така доручек, протеини со суплементи. Добро, не ми спомна никој од вас македонски традиционален појадок, но добро, ајде, во ред. Зошто изборот на трчање? Зошто вашата љубов од еден спорт кој што за теа можеби е поинаков како жена, и двајцата сте спортувале фудбал, сте тренирале фудбал, зошто еден таков избор на спорт го менувате со љубов кон трчањето? Што се случи? Како се разви таа љубов кон трчањето? Па јас и додека играв фудбал, сите што беа фудбалерки може да го потврдат тоа, што имам играно заедно, секогаш се издвојував со тоа што многу трчав. И пред тренинг фудбал јас одев на трчање сама. Не ти беше доволно тоа што ќе се истрчавте на теренот? Па да, не знам, мене ми спомнуваше тоа. И после секој надпревар, ако имам изиграно лошо, ќе кажав на тренерот, барем најмногу истрчав. И тога и он ми вика, ова не е атлетика. И од тогаш некако почнав да се пријавувам на сите трки во Македонија. Прва ми беше Авицена, женската трка на 3 километри. До 18 години освоив прво место. Не ни знаев дека сум освоила прво место. Потоа на трките во Велес натрчаме за Рацин, исто така на 5 километри бев прва. И пресвртницата за тоа да го оставам фудбалот дефинитивно, да отидам на атлетика, беше Скопскиот маратон во 2023, кога на комерцијалната трка од 5 километри бев прва. И тука беше... И тоа е тоа. Тоа беше мојот избор и се јави љубовта. За тебе, Филип? Јас, за разлика од теа, доаѓам од другата страна, од оперативниот дел од фудбалот и некако секојдневните обврски налагаа да имам некое време за себе, каде што ќе можам сам да поминам, а да направам нешто и добро и за физички и за менталниот, склоп. Се одлучив за трчање, прво аматерски на кеот на реката Вардар и после едно водеше кон друго и веќе започнав да се бавам полупрофесионално, да не кажам, да учествувам по маратони, се почесто да патувам, да пристапам кон трчачко здружение, да работиме заеднички тренинзи и ете, после неколку години да веќе активно учествувам на маратони.
и да биде тоа избор. Како се подготвувате сега? Споменавте дека и утрото сега ви започнува со посебна подготовка за Скопскиот маратон. Па како се подготвувате? Има ли некој посебен режим во делот на станување, тренинг, легнување, начин на исхрана, тоа го споменавме? Да, секако. Постои оној тренажен процес или тренинг процес кон било која трка. Вообичаено, од мојот аспект, јас одбирам некоја трка во текот на годината, каде што се фокусирам, затоа што не можам на сите трки да постигнем модерен резултат, а и на долг рок не е здраво. Значи, мојот императив е да не се повредам. Да ве прашам колку е доволно. Кога знаеме дека нашиот организам едноставно тој избор ни е доволен, не треба да го оптоваруваме повеќе. Па на почеток сите се залетуваме, сите мислиме дека срцето ни е преголемо, но мораме да раководиме согласно нашите можности. Јас имам 46 години и сигурно не можам да истрчам како што може да истрчат теа, но ментално сум доволно спремен да дадам се од себе и да го завршам тоа во најдобро можно време и да се подобрам себе си во таа наредна трка. А во однос на прашањето, во однос на тренажниот процес, значи во текот на целата недела, бар јас имам по 5 тренинга кои се состојат од трчање, онда ги имаме функционалните тренинзи, односно тренинзите со тежина, нормално тука е исхраната и добрата хидратација. И не смееме да го заборавиме оној дел на одморот и добриот сон. Добриот сон, убаво што го споминавте добриот сон. Некако сите трагаме по тој. Теа, за тебе се смени ли нешто во тековните обврски, во тековниот начин на функционирање? Па, искрено не. Јас сакам да сум цело време спремна. Меѓутоа, нели, работите не одат секогаш како што сакаме. Имаме моменти каде што сме горе, некогаш со одлични резултати, имаме моменти каде што едноставно не оди. Меѓутоа, со правилен пристап кон тренингот и одморот, мислам дека резултатот е неизбежен. Така што, како што кажа, преходните трки до сега што ги поминавме овој период, се само подготовка, ништо не беше форсирање, како што кажа Филип, дека ние можеби многу сакаме секогаш да дадеме се од себе, меѓутоа не е здраво и не е оптимално за подоцна да одбереме една трка каде што сакаме да го дадеме нашиот максимум, доколку на сите трки одиме до крај и гинеме, не би било тоа. И нема веројатно да се постигне резултатот и да се поместат границите, нешто за што се борите, верувам. Кој маратонски ден нема да го заборавите? Кој маратонски ден ви остави најмногу сеќавање? Па јас само што се вратив од Сиднеј, пред 3 недели имав можност да учествувам на тој маратон и како прв меѓор маратон на кој што учествував од самиот почеток, од патувањето до пристигнувањето и учеството на самата трка, беше толку беспрекорно организирано и енергијата од сите оние навивачи, од оние учесници на трката, ден денес ја чувствувам. И ми е многу драго што се уште го носам тој дух за со мене кој ќе ме држи на Скопскиот маратон за 2 недели. За мене, јас не трчав во Сиднеј. И јас трчав во Битола. Јас сакам да одам во Сиднеј. Да. Јас бев Кога веќе сме на темата? Јас уште официјално маратон немам, 42 километри, до полумаратон сум стигната. Тоа беше искрено многу убаво чувство ми беше преходната трка во Битола на Трчај Б, каде што станав и национален првак во полумаратон, каде што го истрчав за 1 час и 24 минути, одлична подготовка и тренинг за тоа што следува, се надевам на 5 октомври, да го дадам најдоброто од себе. Сега што значи за двајцата? Успешен маратон, брзо време, добра форма или сосема нешто друго? За мене искрено само доброто чувство. Кое чувство? Физичкото или емотивното чувство? Емотивното. Да. До сега никогаш преходните трки пред неколку години што ги трчав ми беа мачење, буквално, а сега некако ми се смени целосната слика на тоа како треба да гледам на трките и уште подобри резултати, а уште поубаво чувство. Филип? Секогаш кога трчаме се обидуваме да влеземе што опуштени во таа трка, затоа што самиот маратон представува една приказнен процес на измешани емоции од почетокот до крајот. Расположението ќе ви се смени 100 пати.
и што опуштени, што поментално лесно влезете во сето тоа и доколку има доволно публика да ве бодри по патот кон целта. Тоа не го споминавме. Тоа е нешто што кога ќе поминете крајната цел, чувство кое не може да се опише и затоа ве поканувам сите да дојдете да пробате едно трчање, макар е тоа и на 5 километри, да почувствувате како тоа е. Да почнеме од никаде. Не го споминавме бодрењето. Секогаш Скопскиот маратон привлекува многу публика. Тоа е ден кога не само нашите, тука македонци, туку имаме многу странски туристи. Ден кога навистина се слави трчањето, преполни се улиците, те познавале, не те познавале, те бодрат кога трчаш. Што значат тие зборови, што значи тој аплауз, што значи ајде можеш уште малку. И ти треба ли нешто во крајна линија. Често знам и да видам и дека водички се подаваат и така. Значи, апсолутно, поддржувачите долж трката или оние фан зони, чир зони кои ги има на трките, особено на Скопскиот маратон, нашето здружение 091 Run Crew кој е поставено пред Зоил. Трчачите од 5 километри овој пат ќе имаат можност 2 пати да поминат, останатите трчачи исто 2 пати, а маратонците 4 пати. Може да кажат дека тоа е неописливо чувство, особено пошто станува збор за последниот километар пред трката, каде што ти едноставно веќе губиш енергија, тебе ти е најпотребна таа поддршка за да можеш да го дадеш максимумот и да поминеш низ самата цел. Долж целата стаза многу е добро да има публика која ќе најава, ќе ви даде дополнителна мотивација и затоа го користам како апел за сите оние кои живеат во Скопје во недела на 5, кои не трчаат, да излезат и да ги бодрат сите трчачи, особено теа, мене и останатите. Доколку не знаат каде да дојдат, може да дојдат на нашата зона пред Зоил. Имате ли трка сон која што сакате да ја истрчате? Баш пред да почне емисијата разговаравме со Филип и му кажав дека мојот прв маратон што сакам да го истрчам е во Валенсија. Зошто баш таму? Зошто баш тој? Зошто тој изборот? Ја обожавам државата Шпанија како и баш би сакала да го почувствувам тој воздух таму, атмосфера што кружи низ таа држава. А знам дека ако посакуваш нешто навистина многу искрено дека ќе ти се исполни, Филип? Па јас ќе кажам Скопскиот. Зошто? Затоа што го немам трчано цел, како полу го трчам. Важи за тежок, пошто се 2 круга, особено затоа сакав да завршиме добро. Ако времето биде премногу жешко, ќе ми биде 10 јубилеен и научен сум да ги водам работите едно по едно, така да следна цел која би сакал да ми се оствари Скопскиот маратон успешно заврши. Ако нешто не може да се предвиди, тоа е времето, какво ќе биде? Ако сега ја гледаме прогнозата, вели дека ќе врне. Но ќе се сменат работите многу до 5 до недела. Но Скопскиот маратон, како вие домашни, да треба да го представите на некој од маратонците кои што доаѓаат од друга земја. Како ќе го представите? Каков предизвик е тоа? Вообичаено, нашето здружение многу често гостува надвор на други трки. И ние многу често разменуваме флаери за нашите трки од Македонија. Не само за Скопскиот маратон, него и за останатите. Неодамно учествувавме на една необична трка која се трчаше на Алпите и на Доломитите, Евротрип, каде што нашето комбе беше излепено со флаери од Скопскиот маратон, меѓу другото, и на другите маратонци кои им беа дадени. Досега имавме многу гости, наши пријатели, трчачки здруженија кои беа доаѓани на Скопскиот маратон и очекуваме во иднина тоа да се зголемува. Така да мораме со публиката која ќе излезе да поддржува да им го даемо на незаборавно чувство на оние што учествуваат, не само еднаш да дојдат, него да се вратат повторно. Да, и да останат да ни ја доразгледаат државата, ако може, теа. Па, Скопски маратон, како што кажав, за мене е посебно чувство. Од таму започна се, така да јас го гледам како баш добар предизвик за ментално да се зацврстиме. Некои велат досаден е, нели, за маратон, меѓутоа досаден е, двата круга се досадни. Да, така кажуваат, меѓутоа кога ќе се најдеш убавината и мирот во нешто, ништо не е досадно. А и еден круг не е ист како вториот круг, така што не верувам дека ќе биде досадно. Точно. Дека секој е поразличен, но и расположението веројатно е поразлично, особено кога знаеш веќе дека имаш уште малку до целта. Што е она што ќе го препорачате? Што е она што ќе го кажете до сите оние кои што не гледаат?
зошто пред се да го истрчаат Скопскиот маратон? Пред се би сакала да ги повикам сите да се охрабрат и да дојдат да трчаме сите заедно, да бидеме поддршка едни на други, а сите што не се во можност да трчаат, барем да дојдат, да бидат покрај патеката и да ни дадат мотив за многу подобри времиња, меѓутоа и за само можете да убаво испишат. чувство. Точно? Да. Точно. Тоа не го спомнавме, ама ајде, добро. Нека биде трчањето. Да. Исто како што кажа теа и како што кажав претходно, да, и јас ги повикувам сите, но и ги апелирам до оние возачи кои се нервозни веќе кон крајот на трката, малце да имаат трпение за сите нас што завршуваме, затоа што сепак сообраќајот ќе биде затворен долж целиот град и дадете поддршка, излезете од вашите возила на сите наши трчачи, може ќе ве привлечеме и вие да дојдете на патеката некаде. Недела е неработен ден. Да, мислам дека добар повик е да се остават возилата тој ден. Може да дојдеме и да бодриме, евентуално да испешачиме, ако не сме подготвени за трчање. Ви благодарам. Благодарам што бивте денеска гости. Посакувам да ги поместувате границите, да ви се стваруваат со ништата. Ви благодарим и на вас.